чао. Да. Кај Дијанка сум и сега ќе ајде да видите само колку многу се работи тука. Имаме денеска и појачување. Еве нашата нова снага, сила, Горан Вангелов и нормално Ѓорче и Столе и Славко, кои што за непол неколку 2-3 часати, бидејќи се многу, а и многу се брзи, видите само како изгледа зидот. И новите прекидачи, благодарение на Глигорчо. А сега ќе се потрудам да ви го раскажам денешниот ден во неколку реченици, за да ви биде јасно што се направивме. Значи, уште е рано утрото, Столе и Славко, бидејќи тие нели работат, но пред да тргнат на работа, дошле овде да работат уште во 6 часот, за да свршат нешто, за да нели биде полесна работата сега. Па дури се прекачиле тука од терасата, бидејќи Дијанка заклучила. Да. И сето тоа го направиле нели дел од врските, за да можат сега поручек после работа да го завршат остатокот. Колку е многу убав ѕидот, тоа не можам да ви го опишам, треба да дојдете за да видите. Голема благодарност до сите нив. Друго, ќе гледам на брзина да ви го раскажам остатокот. Бидејќи пред некој ден ме сретна Дејан Митев од Нова населба, кој има добро позната продавница Метал Пром 09 во Виница, Железарија, кај пазарот, нели, тој не побара ни кажа дека се што ни треба околу куќата на Дијана да слободно да пазаруваме од кај него, односно да ни го даде бесплатно. Па ние денеска го избравме тој ден. Уште од раното со Глигорчо зедовме прекидачи нови и се она што е потребно таму нели за собота да се обноват, да бидат скроз нови. Зедовме и пур пена за таванот, бидејќи не само што дојдоа денеска Глигорчо и Адем, нашите вредни работници, не само што дојдоа да го расчистат ѓубрето од вчера, кое што нели не го направивме, бидејќи поправавме делови што не беа добро направени, и исто така се го отстранија дефектот кој што беше на таванот, односно на покривот, дупката каде што течеше вода и можеше да постои повторна опасност, но тие тоа денеска го заштитија. Исто така од каде Јанчо зедовме и лустер кој ќе се искористи за некоја од собите во кај нив. Му благодариме многу и на него, како и на вредните и неуморни мајстори и наши поддржувачи Адем и Глигорче, кои што без никаква надокнада го направија сето тоа за нас со многу љубов. Глигорче е добар електричар, значи не само што се разбира во многу други работи, исто така и во тој дел ги намести новите прекидачи, она што го зедовме од кај Дени. Подоцна, значи, откако ги зедов порциите од и рибов, денеска имаше 25 порции риба со гравче, салата и лепче. Исто така имаше и од секако златна рака кики сладки пецива. Исто така една наша сега веќе редовна поддржувачка која што се наоѓа, која што е од Црновци. Сега таа не сакаше да спомнеме ништо, но само го споменав местото од каде е. Вчера ни донираше голема количина на храна и се друго останато што го кажавме, а денеска исто така ни изготви, ни направи вкусно јадење со грашок и пилешко и со салата, и тоа лично ни го достави до Градец, бидејќи јас веќе бев тргната во акција. Таа нели дојде со низината керкичка, за која што дополнително некогаш ќе кажам дека ќе биде дел од нашата екипа и наш волонтер. Ја донесоа, значи, ги видоа и тие мајсторите, беа воодушевени од она што го правиме. Исто така подоцна, нели, таа храна ја однесовме на неколку семејства.
Денеска, исто така да не заборавам, се сретнав и со Орце Јанчов од село Грљани, Орце Јасмина Јанчови, едно прекрасно семејство кој што веќе два пати до сега нели донираат и се наменети нивните донации исклучиво за куќите. Првиот пат по 10.000 за двете семејства, а денеска исто така заедно со друга група на луѓе верници, нивни пријатели донира 10.000 денари. Ние сето тоа ќе го претвориме секако во некои од идните работи што ќе ги обезбедиме за семејствата, а исто така знаете дека ќе има доста работа. Иако нели до сега добро ни оди со бесплатни мајстори, со доста донации, виничани како и секогаш се покажале дека имаат големи срца, но сепак нели ќе дојде ден кога ќе ни затреба нешто, а ние секако ќе ги вложиме во овие семејства. Им благодариме и на нив. А и кога отидов во Градец, навистина бев толку многу воодушевена што не знам со колка фелан работеа сите четворица и колку брзо и лесно и добро го тоа сработија. Квалитетот на работењето се познава оддалеку. Значи на Ѓорче, кој што јас воедно сум му тетка, се гордеам дека имам толку вреден внук, и Столе, Славко и Горан, кој што денеска беше појачање. Значи, им благодарам од срце, значи толку скромни, не сакаа ништо ни да ги почестиме, значи сето тоа го направија само со една голема љубов и нели елан голем за работа се гледаше уште кога влегов кај нив. Го контактирав денеска Холиде Јанчов, тој кажа дека утре ќе дојде уште од раното за да го сработи ламинатот, бесплатно да го намести ламинатот. Денеска за таа цел обезбедивме и други работи таму што се потребни за него. Ќе го чека се она што му потребно, тој само треба нели да работи и ќе објавиме и утре што сме направиле. Во меѓувреме денеска исто така се слушнав и со братуџето од на Ангела Иле, кој што многу се ангажираше околу незината куќа и реновирањето на домот. Значи утре ќе ми испрати дополнителни информации, но денеска со нели извесен Сашко, мислам така се викаше, дојдоа да направат проценка нели на она што ќе ни потребно за кровот. Исто така тоа ни обезбеди и подни плочки за кујната, подни плочки од кузе, од кочани, и денеска се донесени, а од Емилија исто така од Оска прvom ние обезбедивме, ни дадоа и друга чешма бесплатно, а една треба да платиме, така да нели се собира донација од секаде, но јас мислам дека утре најпрво ќе бидам во Јакимово, за да таму нели прво да видиме што утре ќе имаме доста активности за таму, не ви откриваме сега за сега, ќе ве оставиме во нели неизвестност. Ќе видите што се утре ќе се прави таму и подетално ќе раскажеме и за ово денес. Овде исто така утре со Дијана ќе се видиме со Холиде Јанчов и ќе продолжиме понатаму со нашите активности. Благодарени на Киро, кој е наша голема техничка поддршка, и ова видео ќе имате задоволство да го гледате и да не следите како и до сега.